Метереопат е човек кој здравствено реагира на промена на времето. Сабајлево ми е лошо, ме врти се живо и диво. Нервозен сум како бесно куче, а веќе приквечер заврнало дожд. Знаев дека ќе заврне, ќе каже секој класичен временски паталец. Статистиката вели дека 30% од луѓето се метереопати, или во превод секој трет. Дали сте метереопат? Да. Ги осеќам овие предврнења. Што ве боли се пред да заврне? Сите коски. Од горе до доле? Па секојаш некој е ново. Што чувствувате пред промена на време? Пред промена на време спондилозата, тилот ме боли. Вратот? Да. Вртоглавица? Малку, да. Кога ви е најтешко? На пролет, на есен, зима, лето? На есен, дефинитивно на есен. Врти, а? Да. Кој дел? Коските на рацете, на нозете? На рацете, ластите, колената. Ве прави тоа нерасположена? Па секако. Ништо не ве боли пред да се смени времето? Здрава млада жена. Браво. Значи топ. Топ. Некогаш може да се измени Што? расположението, тоа е све. А у вас ве удира на расположение? Да. И како се враќате во нормала? Па како се враќате? Па да се свртите кон себе и да си продолжите. Или да се испокарате со некој па да се издувате? Тоа е најлесно. Вас што ве боли кога се менува време? Тука е ребра скршени, тука ме боли. Како ги скршивте ребра? Така на работа на гусеничари, од гусеници лизнави паднави жолку. Колку ребра скршивте? 3. И сега ве боли? И сега ме боли, пак ќе се менја. Притисокот ми се намалува, осеќам некој. Знаете ден предходно дека ќе се смени времето? Да. Како ве викаат по дома дека сте метролог, а? Да, ќе врне утре или сонце ќе биде вртат колената или глава боли или така. Нема млади стари. Доказ за тоа е девојчево. Главоболки страшни, со марама да си ја заврзаш главата во темна просторија и така. Аман бе девојче, млада си за тоа. Млада, ама ете, на сите ни делува. Во денешно време нема младо старо. Чупево е во потрага по решение. Сакав да пробам со тоа пирсингот, нели што го зборуваат, за као помагало за промена на времето, да немаш толку симптоми. Не сум знаел. Што е тоа? Ставаш на уво и... Тука некои нерви имало, да. Као има некои личности што ги познавам што се испирсале им помогнала, ама зависи. Не знам сега дали ќе помогне кај мене, ќе пробаме. Пробајте. Да. Како и да е. Метереопатите се вистински бисер во секое семејство, бидејќи си имате бесплатен метереолог кој ќе ви каже дека за кратко време ќе заврне или ќе изгрее сонце. Најинтересно ми е едно другарче, кое постојано има различни симптоми. Некогаш го болат зглобовите, друг пат главата, трет пат вртоглавица, па го фаќа кичма и така натаму и така натаму. Секој ден ми е нов предизвик, вели ни смеа пријателчето. Еве неколку совети за метереопатите. Бидете повеќе на воздух, што ќе каже шетајте. Пијте чаеви за смирување нерви и за релаксација на мускулите, како на пример лаванда, кантарион, камилица и глок. Дремнете една партија, дрмајте вода, вежбајте за да ја засилите циркулацијата, јадете темно чоколадо, ако имате болки во зглобовите, ставајте облози од зелка и така натаму. Па другари и другарки, со среќа.